Македоничани, добро вечер, луѓе осиромашени, угнетени, избркани од своите домови, но луѓе горди, непокорни, смели, луѓе кои што смело застануваат и викаат: доста е веќе, не ли се плашиме, не ли се плашиме, доста е, доста е, доста е, доста е, доста е, доста е. 10 години големо зло се има над бистото над Македонија. 10 години оваа криминална банда краде се што ке стигне. Камен на камен не оставија. Нема огниште што не го запустија. Нема куќа што не ја зацрнија. Нема веќе да ви молчиме. Нема веќе да застанеме. Тука сме, ќе останеме до крај. Затоа што знаеме што сакаме. Затоа што ова е наша држава. Затоа што Македонија мора да биде европска и демократска држава. Драги пријатели, шетајки вечерва по улиците по Виница, го гледам она што го гледаме секој ден и цела наша држава. Затворени дуќани, нема веќе бизниси, децата ни се иселени, нема семејство, нема куќа кое што со свое дете не разговара по скајп или пише на Вибер секоја ноќ. Нема поголема болка за еден родител да го испрати своето дете на печалба. Затоа што имаме власт која што краде. Затоа што имаме власт која што не мисли на нашите деца. Затоа што имаме власт која што мисли само на себе, само на својот интерес. Нема да дозволиме да направат од Македонија свој пашалак. Убици! 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 Повеќе од 1,5 месец Македонија маршира. Македонија маршира затоа што не може да се сложи. Не може да се сложи со криминалната аболиција на Ѓорѓе Иванов, на криминалната банда на Никола Груевски. И вам овде во Виница не треба да ви зборувам. Има семејства кои што добро знаат што значи кога нема правда. И не може во оваа држава луѓе да лежат затвор или невини или за ситни дела. А најголемите бандити, најголемата криминална банда што ги родила оваа земја да бидат аболицирани. Доста беше мол. Ако нема правда, нема да има мир. Нема правда, нема 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 мир. Придружувам еден од нашите пријатели полицајци кои што знам, длабоко во своите срца сте со нас. И соживуваме со вас, и ве поддржуваме вас, и ви благодариме што сте толерантни затоа што сме и ние добри луѓе, затоа што ние не сме насилници, затоа што сме ние тие кои што ја градевме оваа држава. Ние сме тие кои што ќе ја спасиме оваа држава и ние сме тие кои што ќе обезбедиме европска идеја за оваа држава. Доаѓате од дека и велат во Виница нема што да се офарба. Бидејќи ништо не е изградено за овие 10 години. Актуелнава власт нема ништо изградено. Но, драги пријатели, ќе ги офарбаме душите, ќе ги офарбаме срцата, ќе ги офарбаме семејствата на сите оние кои што сега се осеќаат запрепастени или уплашени. И на сите нив им велиме: немате потреба да се плашите. Завршено е со ВМРО, ДПМН и Никола Груевски. Таа криминална банда ќе заврши во затвор. Заедно со нас, заедно да изградиме оваа држава. Почитувани пријатели, она што можам да ви го кажам, во име на Социјалдемократскиот сојуз, во име на шарената револуција, дека нема да попуштиме, дека овие луѓе мора да се најдат пред словото на законот. За нив не може да има аболиција. Овдека мора да има правда, овдека мора да почне да владее правото. И секогаш кога велиме, кога зборуваме за младите, како што веќе ви споменав, ви кажувам, она што можеме да го ветиме, дека ќе направиме
направиме се, ама совршено се што е во нашата моќ, да тие деца што се заминати ги вратиме, да можат овдека да се изградат својата иднина, да можат овде да направат и да створат своје семејство, да можат овде да изродат деца, да можат овде да изродат внуци, затоа што така е редот, така не учеле нашите стари, така треба да биде и тоа нема да може. Браво, браво! И дозволете ми сосема на крајот да ви порачам. Бидејќи често ме прашуваат и овде како се движиме и денеска во Виница и во другите градови. Дали ќе издржиме? Да, ќе издржиме. Дали ќе се повлечеме? Не, нема да се повлечеме. Дали Никола Груевски ќе падне? Па нормално е дека Никола Груевски ќе падне. И да немате дилема, да немате сомнеш. Кога ќе не прашаат до каде одите, одиме до крај. Одиме до паѓање на оваа власт, одиме до тоа да ја зближиме, да ја здружиме Република Македонија со нормалните демократски држави. И при тоа, порачете им на сите оние кои што можеби не слушаат, можеби не да не чујат. Порачете им и на членовите на ВМРО ДПМН. Немате зошто да се плашите. Немаме против ниту еден чесен член на ВМРО ДПМН, ама имаме многу против криминалната банда што го води ВМРО ДПМН. И ќе изградиме држава, во Виница ќе изградиме град, во кој што нема да мора да одите на технички преглед кај братот на градоначалникот. Вие ќе изградиме град каде што нема медицински сестри 3 години да седат дома, а мачите да им ги чукаат картиците и да изимаат плата од вашите пари, од нашите. Македонија нема друг избор. Македонија мора да биде слободна. Македонија мора да биде демократска. Македонија мора да биде правна држава во која што секој ќе одговара за своите дела, а најповеќе за своите недела. Во тоа име ве охрабрувам. Продолжете со марширањето. Нема да застанеме. Готов е. Му се гледа крајот. Веќе го нема 6 месеци никаде да излезе да се појави. Вели дека сме биле секта. Па нека сме секта, бре Груевски. Ти си криминалец. Подобро е да си секташ, отколку да си криминалец. Почитувани пријатели, сосема на крај, да се ми живи здрави, да се вакви горди, да се вакви достоинствени, да се вакви борбени, да се вакви непокорни, затоа што се ближи крајот, се гледа светло на крајот на тунелот. Во Македонија ќе имаме фер, слободни, демократски избори на кои што ќе ја збришеме оваа криминална власт и ќе ја испратиме онаму каде што е местото, на најцрната страница на историјата на Македонија. Да живее Македонија!